мило што ме поканивте, навистина ми е чест што сум дел денес од оваа онлайн емисија. Да се представам, значи, јас сум, како што кажавте, Дона Петрова, председателка на Универзитетско студентско собрание на УКЛО. Прв председател, бидејќи нели собранијата од ова година се формираат законски. Па сега што работиме, ќе кажам понатаму, гледам дека Боријан се уклучи, да може тој да се представи. Супер. Здраво, здраво, Боријан. Многу се слушаме. Да, јас се слушам. Да. Ние те слушаме многу. Да, етен се. Како ми се хорошо проблем Пробај со слушалки, да може би така да биде подобро и малку да биде намален звукот. Ајде сега. Сега дали е подобро? Подобро, ама изгледа пригласено е пуштан микрофонот или нешто е такво, или што мислиш ти? Па не знам, јас... Супер, добар сега. Добра, сега е добра. Добра? Да, добра. Здраво. Здраво, Боријан. Можеш да До кај сте да се представам? Да. Ета да Кирил Методи. Хочи? Очигледно не снаодлев баш со модерната технологија. Студент на правен факултет истовремено. Мандатот ми почна во февруари, така што само што почна мандатот и ја начекавме кризата. Така што председател на собранието во време на криза. Супер! Како ти почна мандатот како председател на студентско собрание со пандемија? Да. Супер. Па дечки, прво, како што и ви пишав во мејлот, ви благодарам од името на Младински сојуз што сакате вечерва да се дружите со нас и што сакате со младиве луѓе да пробаме да се анимираме, да видиме кои се ситните проблеми што студентите сега ги имаат. Значи, името на оваа дискусија е студентите за време на вонредна состојба. Како што кажав на почеток, Боријан, само за да и тебе те апдейтирам, ние од Младински сојуз, кога го подготвувавме овој настан, колектиравме збирна прашања со нашето членство, што би било најинтересно да го дискутираме со вас. И некако како најрелевантно прашање за двајцата вас, а јас би дала предност на Дона, или gender equality, за како студентските собранија функционираат сега за време на кризата. Да ни кажете што правите, што прават студентите и студентските собранија во моментов. Добро, ајде бидејќи прва мене. Да. Значи, ние имавме, за почеток да кажам, откако се формиравме, си направивме програма и многу добро ни тргна. Значи, си обезбедивме и финанси, си се поделивме на тимови, и си работевме за да си ги спроведиме сите активности кои што мислевме. Меѓутоа, исто нели како и Боријан, така и ние едноставно не пати пандемијата и испадна скоро и ништо да не сработиме од тоа што сакавме да сработиме. Така да сега, значи за време на коронавирусот, за почетокот направивме едно видео кое што беше проследено на медиумите, каде што ние членовите од Универзитетското собрание им порачавме на сите млади да седат дома и им дадовме на некој начин некои совети што би можеле да се прават додека се дома. Ајде, тоа беше како за старт едно видео кое што од една страна значи може да му биде поучно, од друга страна може да ги расположи, бидејќи особено на почетокот кога настана пандемијата, сите луѓе беа во паника, значи пред се повеќе беа во страх отколку што нели гледаат да ги почитуваат мерките или слично. Потоа, сега во моментот работиме на некои проекти кои што ќе може да ги оствариме откако ќе заврши пандемијата. Например, конкретно работиме со фирми, да речам, кои што би можеле во иднина
да ни дадат попусти за некои нивни услуги. Значи, зборувам за ресторани, за некои продавници со спортска опрема, за книжари и така натаму. Значи, сега разговараме со нив, бараме сакал, значи, да учествува во тоа и тие што сакаат да учествуваат, потоа дополнително разговараме, меѓутоа едноставно спречени или физички да се видиме, така да сето тоа некако е вака оди по телефон. Од друга страна настана нели едно големо прашање во однос на онлайн предавањето и онлайн полагањето. Тука тоа ни одзеде значи најмногу време и нас и науки. Ние сме во контакт, постојан контакт имаме со Боријан и општо и со другите универзитети и работевме заеднички на случајот и факултетските собранија и универзитетските општо да изнајдиме некои решенија. Затоа може и подоцна да кажеме, еве сега, да не се разлабочам многу. Друго, значи, кај нас е избран правобранител, студентски правобранител. И со него сме во контакт. Кај него е уште покомплицирана ситуацијата, бидејќи тој беше, само што беше избран, настана пандемијата и тој не успе ништо да направи. А сакаме да направиме еден совет на правобранители, каде што ќе може сите заменици правобранители да се соединат и да работат заедно, со цел да има поголема ефикасност при решавањето на проблемите на студентите. И горе-долу мислам дека тоа го работиме сега во моментот, доколку ми текне нешто понатаму ќе ви кажам. Да одете. Супер, супер. Борја, науки, како е ситуација? Што правите во студентското собрание за од кога почна кризата, тоест од кога почна прекинот на наставата, првите 2 недели бевме фокусирани на подготвување на правилник за работа во време на корона, односно правилник за работа на универзитетот и факултетите додека траат мерките. Заедно со универзитетот тука баравме начин како најдобро да се уреди сето тоа, односно како да се изведува наставата за време на оневозможувањето за физичко присуство на факултетите. И мислам дека тука прилично добро завршивме работата. Универзитетското студентско собрание, како и факултетските, наистина помогнаа многу во реализирање на наставата, помош при не само идеите, туку и логистиката и реализирањето на факултетите. Освен на наставата, баравме нели и административните услуги да се извршуваат онлайн, што се случи. И имавме став во однос на полагањето на испитите, дали сметаме дека треба, односно дека не треба да се случува тоа онлайн. Како да е, со интересно е тоа што со короната веројатно скокнавме едно 3-4 години напред во поглед на дигитализација, притиснати од негативните страни, извлековме и нешто позитивно. Исто така работевме на тоа, бидејќи имаше проблем, најголем дел од студентите не им се обновуваше автоматски здравственото осигурување, бидејќи имаше некоја пречка во комуникацијата со Фондот за здравствено осигурување, се реши и тоа. Така што првите 2 недели од кризата бевме фокусирани исклучиво на интервенции како би се минимизирале последиците. А сега веќе почнавме да се фокусираме и на активностите кои што си ги имавме и во годишната програма. Минатата недела го отворивме студентскиот медиум на универзитетот, како автономен студентски онлайн простор, каде што студентите ќе видат тие што ќе го уредуваат, што ќе го пополнуваат медиумот, ќе можат да ги презентираат своите проекти, своето знаење пред јавноста, но и критички да действуваат визави универзитетот, факултетите и целото општество. Освен медиумот и сите комисии действуваат на своји проекти, во следните 2 месеци ќе имаме повеќе проекти кои ќе се одвиваат онлайн. Еве на 16 април имаме обука за пишување на CV, кај што може да се пријават сите студенти, веќе има преку 200 пријавени. Ќе има и презентации од областта на науката, ќе има обуки за методологија за пишување на научни трудови, значи се она што може да се реализира во онлайн сферата ќе биде реализирано.
од октомври се работиме и на проектите кои се надеваме дека ќе се реализираат по завршувањето на кризата. Меѓутоа да не навлагам толку долгорочно, моментално сме фокусирани на активности кои можеме да ги реализираме овој. Супер, јас сакам да ви кажам дека сум силно изненадена од како сте организирани и што правите во моментов. Мислам, ние не ве пратиме силно. Да, не ве пратиме во вод, пратиме дека има динамика со новиве структури, ама не пратиме толку силно. Јас сум стварно позитивно изненадена, особено со делот Боријан здравствено осигурување и интервенции за одлично. Супер. Јас знам дека малку можеби и задоцневме со оваа дискусија, ама и нас не беше шок цело во Младински сојуз, па не знаевме, па ќе бидеме на home office, па нема да бидеме, па како ќе работиме, дали ќе продолжиме на стари активности, дали ќе воведиме нови онлайн активности и решивме спонтано да ни се случуваат нештава. Како ќе ни дојде во текот на неделата, така ќе се однесуваме. И така дојде оваа недела оваа дискусија. И сега сакав да ве прашам двајцата, затоа и кажа колку во голем вовед дека мислам дека малку се доцневме со оваа дискусија. Според вас, кои се клучните предизвици на студентите за време на оваа криза? Кој од вас двајцата смета дека треба да почне, тој нека почне, не е проблем. Со што најмногу се соочуваат? Например, јас себе сега како човек што како младински активист што ја прати од страна на работата, велиме онлайн настава. И што ако некој нема соодветен уред за таа онлайн настава и како? Значи ќе биде исклучен од настава. Такви предизвици, со кои предизвици се соочуваат студентите? Можем? Дали може? Може. Одлично прашање. Наистина адресира еден голем проблем на студентите, односно студенти кои немаат соодветни технички средства, технички уреди, преку кои може да ја следат наставата. И тука мислам дека можам да најавам, Дона ако не се налути, разговаравме универзитетските студентски собранија да почнеме заеднички проект, односно сите универзитетски студентски собранија, каде што во првата фаза ќе собереме податоци од студентите кои не располагаат со соодветни уреди за следење на наставата, односно уреди преку кои може да се логираат на оние платформи. Ќе собереме прво таа датабаза на податоци, а потоа ќе се обидеме, тоест ќе најдеме што и да треба ќе направиме, меѓутоа ќе најдеме уреди кои ќе им бидат дадени на користење на студентите кои ги немаат тие уреди за да ја следат наставата. Покрај тоа ќе се обидеме да собереме датабаза на студенти кои немаат можности да си дозволат соодветна интернет конекција и ќе да им обезбедиме и брза интернет конекција за следење на наставата. Така што мислам дека ова е прв голем заеднички проект на сите универзитетски студентски собранија, преку кој ќе една студентска солидарност, една студентска заедница ќе се промовира, каде што студентите ќе без разлика од која дали имаат или немаат финансиски можности, ќе се обидеме колку е можно повеќе да ги изначиме, да им понудиме еднакви услови на сите студенти за следење на наставата. Така што мислам дека во следните неколку дена сериозно ќе се посветиме на тоа прашање и се надевам дека до следната недела ќе имаме и решение за овие студенти. Супер, Дона? Да не се повторува многу, нели и Боријан кажа дека заеднички работиме на ова. Најбитно е само да бидеме брзи, бидејќи сигурна сум дека има поголем број на студенти кои што се, речам, загрозени во овој поглед. Ние имавме и електронска анкета каде што баш ги прашавме студентите дали имаат електронски уред со кој што можат да следат наставата и 100% одговарја дека нема. И значи на нив треба да се додаде и онаа бројка од студенти кои што не може ниту да видат таа електронска анкета бидејќи немаат никаков уред. Така да ќе треба само брзо да ги најдеме тие студенти и да им помогнеме. Кажа и Боријан дека едноставно некако дигитализација да ни се забрза и тоа е една позитивна страна, меѓутоа за оние кои што од некои причини се спречени,
ќе му помогнеме нели ние да може да го решат тој проблеми, едноставно да бидат еднакви со сите останати студенти, бидејќи имат право на тоа. Кога се запишале на факултет, не било релевантно дали имаат уре, дали имаат интернет и така натаму, затоа што никој не знаел дека еден ден ќе биде толку неопходно да имаат уре, така да ќе им помогнеме во секој случај. Јас само прашав сега за помагање, ќе видиме тука треба сите да бидеме. Биљана, Александра има кренато рака, Александра Филипова. Океј, да, извинете, во сред дискусија што ви се убацувам околу студентиве кои што немаат пристап до интернет и анкетиве, имав едно прашање. Знам дека на неколку факултети веќе пред 2-3 недели може и повеќе се спроведоа такви анкети, па ме интересираше дали веќе имате некоја финална бројка или зборите за нови анкети кои што допрва ќе почнете да ги спроведувате како собрание. Или оние што веќе се пуштени се ваши анкети? Ако може да одговорам, нема да се оди со анкети, значи анкетите не се чисто статистика, да знаеме колку студенти не остасува, туку директно со пријавување на оние студенти кои немаат уреди, да се пријават, да остават контакти, за подоцна да може да им го обезбедиме уредот. Иначе бројките се од 10 до 15% вака по анкетите кои се спроведува на различни факултети, немаме анкета на ниво на УКИМ ние, меѓутоа не гледаме ни потреба сега да правиме анкета па анализа дали има потреба. Реалноста е дека има студенти кои имаат потреба, така што ќе отвориме повик директно да се пријават до Универзитетското студентско собрание и откако ќе имаме бројка на колку студенти имаат потреба, ќе бараме начин како да ја задоволиме нивната потреба. Така што анкети нема да се прават, туку во рок од 3-4 дена ќе има кај што студентите ќе може да се пријават за таков уред. Да им биде набавен. Супер, Александра, имаш нешто да допрашаш? Не, генерално немам ништо да допрашам, меѓутоа едно од прашањата на анкетите, барам да филозофски што стигна, беше дали имате соодветен уред за следење на име и настава, така што од дел од факултетите може веднаш да добиете податоци, пошто анкетата се пополнува со име и со презиме, да не трошите време, само во таа насока колку помош за вас. Може само да се надоврзам. Тако. Инаку, пред да продолжите, Александра е член на тимот на Националниот младински совет. Сам за тоа знае, информирана и се вклучува пака директно. Океј? Да. Александра е вклучена 10 години, више се знаеме од активистички проблеми. Океј. Повели Дона, извини. Така, нема проблем. Така само да кажам дека ние науколо направивме анкета, меѓутоа таа беше пред отприлика 1 месец, а може би повеќе од 1 месец. Изгубив со деновите од како сме во карантин. Тоа беше чисто дана статистички да знаеме дали има или нема. Например, на Универзитетот Гоце Делчев исто направиле анкета, па никој не се пријавил дека нема уред. Така да испаднало дека сите имат, таа беше некако бројка која што нас би ни значела. Сега конкретно, доколку сега би правеле такви анкети електронски, повторно мислам дека нема да стигнеме до тие студенти кои што навистина немаат. Затоа што нели немаат уред, како ќе ја пополнат анкетата дека да јас немам. Така доколку немаат ни телефон, немаат и лаптоп, нема да можеме да стигнеме до нив. Затоа мислам дека во овој момент не можеме ништо да постигнеме со анкетите. Да се надоврзам на Дона, токму затоа ова ќе се промовира и на конвенционалните медиуми, ќе биде пуштено соопштение, за да може да стигнат информациите, бидејќи анкетите може да ни дадат лажен податок, дека е премал процентот на студенти кои немаат уред, зашто? Бидејќи тие студенти немаат, како што кажа Дона, ниту уред да пополнат анкета. Со здружени сили убаво беше она. Јас овој муавет го дефинирав овде во моите забелешки како ефикасна студентска солидарност. Значи треба и во собирањето на податоците таа студентска солидарност да ја има. Од уста на уста, како да речам, Апсолутно да. Да, ама се што треба, јас и на крајот ќе го потенцирам дискусија во ова, дека она што ние можеме да го направиме, дечки барајте, кажувајте, пошто ние не знаеме вие во моментов што све правите и што ви треба, што можеме да направиме заедно, ќе направиме, ќе споделуваме и ние имаме контакти по традиционалните медиуми. Така да,
великим ќе најдеме. Освен ова што го јас начнав како предизвик, други некои елементарни предизвици од типот на не знам кај студентите дали јас одамна не сум веќе студент, ама од вас сакам да чујаме ова што кажувавме со здравственото осигурување, како се одвива во моментов, или не знам други некои елементарни работи, затоа што ми се чини дека од толку што се фокусиравме на онлайн наставата, елементарните работи малку ги подзаборавивме. Не знам дали ме разбирате. Да, апсолутно се. Видите, имаме два типа на проблеми. Проблеми кои произлегува од моменталната военна ситуација и проблеми кои постојат 30 години, бидејќи секогаш студентите и образованието било на крајот. Не е било на крајот на интересите на било која политичка структура. Освен за митинзи, искористување на студентите пред избори, никогаш студентите и образованието не биле во фокусот на вниманието. Така што имаме два типа на проблеми. Проблеми кои траат 30 години и проблеми кои не изгледаат сега. Бријан, извини што ќе те прекинам, ама ќе изгледа за повеќе од 30 секунди ќе не се исклучи зумот, не знам зошто. Ќе ви пратам нов линк доколку се исклучи, само ви информирам сите. Може да ни даде и гратис. Да, имам купено, ама не знам што се случило. Ајде, продолжи. Ми вика дека less than 1 minute имаме. Да. Па така, има два типа на проблеми. Ние паралелно колку што може да се обидуваме да работиме на решавање и на тие, и во однос на студентската работа. А може и во настанот, а не ли? Во настанот пушти го на настанот? Да, сега ќе го пуштам, да. Добро. Супер. Борјан, зборувавме за клучните предизвици, односно за елементарните предизвици на студентите. Така. Па како што кажа, образованието 30 години е на дното на листата на приоритети и се провлекуваат милиарда проблеми, почнувајќи од студентски домови до стипендии, до квалитет, до услови во амфитеатри. Не цветаше работата, па сега коронава да не става лоша ситуација. Така што дефинитивно имаме многу предизвици и дефинитивно ќе се обидеме да решиме што е можно повеќе, но и да стартуваме процес каде што и следната генерација на студентски представници само ќе може да продолжи и да работи на нивно решавање. Така што многу е битно и ние како универзитетски студентски собранија да направиме една солидна структура која и после завршувањето на нашиот мандат ќе може да продолжи да работи, да работиме и на зголемување на учеството на студентите, вклучување на сите студенти. Ние како УСС Науким се обидуваме максимално да ги вклучиме сите студенти и можам да кажам дека имаме некои 70-80 бројка на студенти кои работат во различни комисии, што мислам дека е фантастично за почетокот, за првата фаза, кај што уште студентите со скепса, дефинитивно со скепса гледаат према студентските представнички тела. Ние имаме коментари као 5-6 години не сте работеле ништо. Пред 2 месеци почна мандатот, тоа други тела, што да правиме ние се. Полека ќе се стекне до многу предизвици од градење на силно студентско представничко тело до решавање на проблеми со кои се соочуваат студентите 30 години уназад и плюс имаме нови проблеми сега со корона. Да не набројувам, зашто ако почнам да набројувам за проблеми што се соочуваат студентите со нив ќе сад време ќе истече време во на Zoom, па пак ќе правиме од нас. Се шалам, ако треба и пак ќе направим, ничто не е проблем. Дона? Да, добро, значи пак ќе треба да се надоврзам на Борјан, а во однос на тоа што рече дека ние имаме проблеми веќе 30 години. Сега јас сметам дека можеби и од таа причина не формираа како тело. Затоа што за прв пат е формирано тело кое што е тело на универзитетот, а кој што сепак си има своја автономија. Тоа значи дека порано имаше парламенти кои што беа во некоја форма на невладина организација со своји приходи, со своји програми, меѓутоа тие работеа за доброто на студентите, меѓутоа
никој немаше контрола над нив. Сега ние имаме контрола од универзитетот, а сепак универзитетот не сме да ни кажува што да правиме, што да не правиме. Значи, повторно се сконцентрирано за да може да работиме за доброто на студентите. Баш од тие проблеми кои што датираат 30 години веќе, мислам дека конечно сега може студентите да се обратат некаде каде што нема да бидат нема да бидат дискриминирани, нема да бидат оттргнати, нема да не му се посвети внимание и слично. Го правиме од добра волја пред се. Прва година ни е, така да уште треба многу да се работи. Например, кај нас предизвици стрикно на угло е прво да ги унифицираме статутите, затоа што тоа е најбитното нешто, да можеме сите да работиме на ист начин. Кај нас, например, се појави проблем тоа што, например, статутите на секој факултет беа различни. Сега тоа го видовме и сега ќе формираме комисија точно во периодот на короната, на карантинот, затоа што тоа можеме да го направиме и да ги унифицираме сите статути и да бидат исти со статутот на универзитетското собрание и тоа што недостасува во него да можеме да го смениме. Затоа што откако почнавме да работиме, сфативме дека многу работи сме пропуштиле, многу работи не сме виделе дека ќе доаѓаат до прва и слично. Потоа, не знам, други предизвици кои што ги имаме, сакаме да креираме план за учество на младински на локален младински совет на општина Битола, си читам што си имам запишано. Да, за Битола и Прилеп сакаме да направиме да речеме еден договор заедно со општините, да можат подобро да ни помогнат за реализирање на неки цели кои што сега нели не се возможни во овој период, меѓутоа понатаму да можеме да работиме подобро заедно. Не знам, од друга страна, како што рече нели Боријан, ако почнеме да зборуваме за проблеми кои што настана сега во време на короната, ги има многу. Има, да речеме, имаме проблеми со материјали, затоа што многу студенти сега се дома, своите домови и не можат да си ги набават материјалите за учење. Тоа настана некој првобитен проблем кој што не е воопшто банален, а никој не размислуваше дека ќе дојдеме во ситуација студентите да не можат да имат материјали за учење воопшто. Така да ваков тип на проблеми сега ги има многу и се продлабочуваат од еден во друг. Така да гледаме се со време да решиме. За почеток, во време на корона ги решаваме тие што се со короната поврзани, а потоа и оние кои што се поелементарни. Векате, не можеме се во еден ден да решиме. Мислам, не ни треба, потребни се бебешки чекори, според ова и јас како сваќам. Така да, пополека ќе дојдеме до... Јас така мислам, пополека ќе дојдеме, сакам да го чувствувам и јас вашава функција, не јас туку, ние Младински сојуз. Така и порачувам, не знам сега колку студенти се со нас вечерва на дискусијава, ама мора да почнат да градат доверба во телата, да почнат да ви веруваат и да почнат да ги чувствуваат како своје, тогаш ќе можат да се случат промените кои што сакате да ги направите. Јас кога се подготвував за оваа дискусија вечерва, сакав да видам малку читав што прават другите студентите во светот, ајде да речеме во западноевропските држави, за да паралелизирам заедно со вас дали се тие решенија можни. Некако најмногу ми фати за око за склучување на јавно-приватни партнерства меѓу студентските различни земји, различни називи, движења, собранија и така натаму, меѓутоа структурите на студентите и да речеме ако тие партнерства се, например, со Телеком, со такви компании, како да речам, приватни компании кои што можат многу да помогнат или со експерти во области за да дојдат до материјали како што е на
пример, проблемот или да дојдат во... Еве, на пример, мене ме сметаат за доста релевантна личност во темата социјално предприемништво, а во моментов е тешко да дојдеш до информации и да соработуваш со луѓе. Че такви експерти за одредени теми. Понатаму самите образовни институции да се тука вклучени и студентите како структура. И сега јас не би сакала да ве прашам дали вие мислите вакво ќе биде прашање. Дали вие мислите дека вакво нешто би било можно и успешно во нашето општество? Тие јавно-приватни партнерства, затоа што практично ви сте јавни тела. Дона, ќе идеш проверли? Не го слободно. Така тргнавме ти па јас некако. Така? Нашата замисла беше до крајот на месец март, кога почнавме со мандатот, да организираме еден голем настан каде што Универзитетското студентско собрание ќе може да се представи пред релевантните субјекти. Прото релевантни субјекти што подразбирам? Невладени организации, амбасади, приватни бизниси, сите субјекти кои би биле заинтересирани да соработуваат со студентите. Зашто мислевме дека тоа е потребно? Бидејќи досега немаше ваква пракса, и самата кажа, кај нас иако имаше формално правно, немаше студентско представничко тело, или тоа беше со некои матни игри, па и самите приватни субјекти, невладени организации, амбасади, ретко кога соработуваа со студентското представничко тело. Ние сакавме на почетокот да се представиме, што работиме, како сакаме да работиме, зашто сметаме дека нема простор за страф, и зашто треба да соработуваат со нас. Мислам дека многу е важно сега у првиот мандат и да ги изградиме тие контакти. Зашто тие контакти во свет се градат со години, со децении се граделе такви контакти. Ние почнуваме од нула и мислевме дека добар старт е да организираме еден собир, да не звучаме елитистички, во вид на некаков си коктел или нешто слично, каде што ќе имаме можност за нетворкинг, за вмрежување со сите субјекти кои се заинтересирани да соработуваат со студентите. Нели тоа се одложи, како и се друго, меѓутоа дефинитивно и во иднина имаме во план да соработуваме со сите страни кои може да соработуваат со студентите. Дали преку спонзорства на научни конференции, дали преку менторства, предавања одредени на тие научни конференции. Впрочем, требаше да има и саем на науки и уметности на УКИМ од 6 до 8 мај, ама и тој е одложен, каде што сите приватни бизниси ќе беа поканети да воспостават контакти со студентите. Студентите како единки, со можност за вработување, остварување контакт индивидуално, но и преку тоа и студентските организации да се поврзат со приватните субјекти од нивниот сектор. Например, на економски факултет ќе остварија соработка со банкарскиот сектор. На електрофакултет со индустријата, меѓутоа се одложи тоа. Ама апсолутно се согласувам дека во иднина мора да се работи на зголемување на нивото на соработка и мислам дека ќе се работи. Зашто ние ги имаме контактите, ја пола од вас што ја гледам тука во Participants се знаеме, сме работели предходно и ќе продолжиме секоја понатамошна можност да ја користиме за соработка. Така што да заокружам тоа видео. Да, мислам дека не што има можност, туку мора да ги искористиме тие канали за подобра работа на универзитетските тела, студентските тела. Супер. Сега, види, Боријан, знаеш како, јас сум Крушевчанка, родом Крушевчанка, не дека знам точно како функционира студентскиот живот на локално ниво. И ова во Скопје е возможно, ама јас сега Дона ќе те испровоцирам тоа практично. Кажи ми ти мене дали во Пелагонискиот регион ова е возможно? Вака, пред се, кај нас е различна ситуацијата, затоа што нашиот универзитет е расцепкан во 7 градови, пред се. Сега, ние во однос на овие партнерства, да речам, како универзитетско собрание, гледавме да биде нешто кое што би можело да секој студент едноставно да има корист од тоа.
Затоа разговаравме на пример со директорите на театарот и со директорката во домот за култура, со цел нели да имаме некои гратиси во однос на карти, потоа нели претходно напоменав дека склучивме некои, сакаме во иднина поточно да склучиме договори, се уште работиме со нели некои ресторани, со некои продавници за спортска опрема и така натаму. Сега за да склучиме договори, односно партнерство со некои невладини организации, возможно е, се разбира. Меѓутоа, пред се сам да кажам дека ние имаме еден мал проблем, не е мал воопшто, огромен е проблемот, тоа што и самите студенти немаат многу доверба во нас. Значи, се уште мислат дека сме невладина организација која што сака да укради пари, буквално грубо кажано, и дека не е тука со цел да им помогне, така да мислам дека прво мора да стекнеме нивната доверба, не знам како и научим, меѓутоа ние го имаме и овој проблем. Така да мислам дека треба ова доверба да стекнеме за да покажеме дека сме едно сериозно тело, за потоа да сакат да соработуваат со нас. Точно дека сме тело на универзитетот и тоа самото по себе се кажува дека е едно големо убаво тело. Меѓутоа, за да можеме да имаме некој бенефит од таквите невладини организации и други некои партнерства кои што би ги направиле, мислам дека прво треба да работиме сите заеднички, значи универзитетското собрание заедно со сите студенти, за да знаеме кои ќе бидат нивните барања, кои ќе бидат нивните интереси и потоа да знаеме со кој можеме ние да склучиме партнерство, кое што нели во иднина би се добило еден добар ефект. Супер. Во однос на градењето на доверба, ние како невладин, ние сме како организација 20 години славевме оваа година. Иако не го славевме баш така со фарфали, ама многу е тешко да се воспостави директна соработка, особено нас најтешко ни било да ги сензибилизираме приватните бизнисите, дека е важно, например, ние ги тераме да сватат, не ги тераме, туку сакаме само да ги сензибилизираме на темата, инвестирајте во младите. Кај вас би било инвестирајте во студентите. Меѓутоа не е дека немаме позитивни примери, ретки се во однос на бизнисите. Во однос на донаторите, јас мислам дека тука ќе најдете отвореност, заради тоа што донаторите секогаш се заинтересирани за нови идеи. Наша среќа е, заедничка е тука среќата, што младите луѓе се во фокусот на донаторите. Зборувам за во нашето општество. Ама, од друга страна, јас не знам колку имате вечерва време, ама мене така ми стане интересно. Колку студентите прават да овие тела бидат релевантни, препознатливи, нивни. Не е само Боријан и Дона прават. Тоа се 20 луѓе, а вие представувате многу студенти. И сега, ајде малку обратно. Јас кога работиме еден проект Град пријател на младите, првото прашање е колку градот е пријател на младите. Ама после ги прашуваме и колку младите се пријатели на градот. Така да, ајде во ваш контекст, колку студентите се пријатели на студентските собрања. Ајде, Боријан. Ајде. Добро. Видете, има тука и многу битен еден момент, дека студентите со право немаат доверба во студентските представнички. Тоа поради негативните искуства од минатото. Меѓутоа, мислам дека релативно успешно се справуваме со тие црни сенки кои не се поврзани со нас, ама тоа е што е. И дека, барем во нашето студентско собрание, се вклучуваат студентите. Се вклучуваат и, како што кажав, во комисиите се вклучени околу 70 студенти кои не се дел од студентските представнички тела. Така што за мене тоа е неочекувана бројка. Ја очекував помалку студенти да се вклучуваат на почетокот. Значи имаме основа, имаме база со која може да се надоградуваме понатаму. И мислам дека прв тест за тоа колку
сме се доближиле до студентите како студентски представнички тела и колку студентите не перцепираат како нивни пријатели, ќе бидат следните студентски избори. Ако имаме зголемување на учеството на студентите и во однос на кандидирање, и во однос на излезеност на гласањето, тогаш дефинитивно сме направиле чекор напред и ќе треба одреден период студентите да го перцепираат универзитетското студентско собрание како пријател и да бидат негов пријател. Меѓутоа мислам дека мора да го не треба да бегаме од одговорноста и као прва година, као први студентски представници избрани на демократски избори, ние имаме и одговорност да завршиме, да сработиме како што треба, за во иднина ова тело да се надоградува, студентите да се вклучуваат во истото. За почеток, јас сум задоволен од учеството на студентите во студентското представничко тело. Супер, много е позитивна порака. Да се надоградуваме на таа основа. Супер, браво, Боријан. You made my day. Како се вика. Дона? Добро, кај нас нели претходно ја кажа во претходното прашање дека немаме голема доверба од страна на студентите. Сега не знам дали тоа се заснова на тоа што многу краток период работиме нели како иде од февруари, па додека нели не почна пандемијата. Тоа е многу мал период за да можеш да стекнеш доверба во некого, особено затоа што претходните тела беа студентски парламенти и голем дел од студентите ги мешаат со сегашните собранија и не ги разликуваат дека се различни тела. Тука го имаме најголемиот проблем. Ние добивме едно ново тело кое што досега никогаш не било, можеби ќе беа позаинтересирани да не запознаат, а вака сега кога ќе слушнат собрание, некои студенти не знаат дека ние не сме тие парламенти од порано. Значи, мислам дека и тука имаме проблем што директно имаат предрасуди директно кон нас. Сега, во однос до сега на работењето, имаме видено дека студентите на вистина не прифаќаат, особено со анкетите, затоа што на УКЛО има 5000 студенти, а ние во рок од 3 часа собравме на анкетите гласови од 900 студенти, што видовме дека брзо се шират нашите информации, тоа што го имаме, тука бевме изненадени. Додека во однос на ова можат повеќе да кажат представници од факултетските собранија. Сега како универзитетско не можам многу да кажам, бидејќи немавме некои активности каде што директно допираме до сите студенти. Тука повеќе се факултетските кои што можат да кажат, затоа сме и така расклинети универзитетско и надолу факултетските. Тука те можат повеќе да кажат, меѓутоа со оглед на тоа што имаме голема поддршка од ректоратот и навистина многу ни помагаат да ги оствариме нашите цели. Јас мислам дека барем во иднина што повеќе ако не и сите студенти ќе сватат дека треба да имаат во нас доверба. Затоа што ќе споделам нешто кое што го искусив пред еден месец. Поточно со тие анкети кои што ги напоменав, каде што студентите се изјаснуваат дали сакаат онлайн полагања, предавања, дали имат материјали, дали имат уреди и така натаму. Бев повикана во ректоратот за да им ги споделам, значи да ги споделам одговорите од анкетите. И не го побарав јас да одам и да му го кажам, туку тие лично ми се јави и ми рекоа Дона не интересира кое е мислењето на студентите. И потоа на сега да видов дека тоа мислење, тоа што јас им го кажав, тоа беше потоа делегирано, да речам, на сите декани, на сите професори и сите почнаа да работат по желбите на студентите. И мислам дека ако продолжиме вака, ќе биде супер, затоа што досега многу работи се сменат како се оформи ова тело, многу работи се сменаја. Мислам дека и имавме проблем порано што можеби студентите имаат страв да изјават некој проблем, беа скептици или едноставно нема каде да се обратат, а сега кога конечно имаат и кога ние тоа им го кажуваме во ректоратот, веќе почнуваат да се решават проблемите. Значи гледаме дека успева овој начин и дека немаме некоја препрека сега. Едноставно студентите да кажуваат кој е проблемот или дали имат некој предлог нешто се направи, ние го кажуваат нас, ние го кажуваме во ректоратот кој што е најбитното тело во универзитетот и се постепено се решава.
Супер. Сега пред да продолжиме, јас, Анелија, да видиме дали има некое прашање или нешто да дополни, пошто доста ја пасивизиравме групата која што овде со нас, изнаправивме муабет јас, Дона и Борјан. До сега нема никој крената рака. Јас ги поканувам, Да. ако сакате да, иако не е завршена дискусијата, ама сакам малку и вие да, тие што не слушаат, што се со нас заедно, што се дружиме сите заедно, да, ако сакате да се вклучите, Ајде, Филипова, повели. Ајде да разбиам вас. Генерално во минатото си има навикнати професорите и универзитетите дека има студентски парламенти кои што не се присутни, не соработуваат или се послушни, па од тој аспект ме интересира, надавајќи се нели дека вие сте се спротивното од парламентите, на каков однос најдувате сега со професорите и каква ви е соработката, особено на ректорска управа? Не се смешка, Борјан искрено одговор. Да, и после Борјан ние ќе го залепиме видео и ќе го објавиме кај нас на Facebook. Ама тоа ја не сум човек што сака многу да фали, зашто сметам дека тоа им е работа. Работа им е да се консултираат со студентите, работа им е да соработуваат со студентите. И до сега ја можам да кажам дека на ниво на универзитет соработката е добра, дека студентите имаат пристап до ректоратот и ректоратот се интересира за ставовите на студентите. Така што не можам да се пожалам, односно да најдам, се разбира има и некои несогласувања, меѓутоа тоа е нормално да има и некои несогласувања, не може секогаш да се најдеме на иста бранова должина. Сега имам, добро. Некои факултетски студентски собранија се соочуваат и со проблеми, со неразбирање кај деканатите, претежно се отворени за соработка, меѓутоа некогаш доаѓа и до судир, до несогласувања. Јас сум член и на факултетското студентско собрание на правниот факултет и морам да кажам дека сум разочаран од односот на наставниот кадар во последните 2 недели кон факултетското студентско собрание. До сега се беше супер на правниот факултет, навистина имаше одлична соработка, ама се најде точка на резидување во однос на полагањето на испитите и професорите реагираа малце побурно од што јас замислам дека треба да се реагира кога имаме конфликт, кога имаме несогласувања. Се надам дека ќе ги разрешиме тие конфликти, бидејќи пак ќе кажам во минатото сме имале до сега позитивно искуство, така што верувам дека може да се разрешат конфликтите, меѓутоа и сите професори на сите факултети и ректоратот треба да бидат свесни дека ова е една нова генерација на студенти која нема да се плаши и да се спротивстави доколку не идеме на несогласување. Само да додадам нешто, Борјан, мора тоа да биде информирано. Со знаење треба да биде спротивставувањето. Така, апсолутно. Значи, ние како студенти сме еднакви членови на академската заедница и бараме да бидеме третирани како такви, бидејќи тоа е наше право. И мислам дека кај некогаш тоа наоѓа на отпор, меѓутоа со тек на време ќе се навикнати наставните кадри дека ова се нови студенти кои се борат за тоа што го заслужуваат и за тоа што им следува. До сега, да сумирам уште еднаш, генерално сум задоволен, има некои негативни, несакани судири, меѓутоа генерално сум задоволен како се одвива работа. Супер. Ајде да ја дајме сега предност време на Дона. За истово прашање, Да. Значи, како прашањето беше каква не соработката, нели, со ректоратот и со професорите. Значи, кај нас многу малце време реално работиме за да можам да кажам некој голем печаток. Меѓутоа тоа што досега го имам искусено, имаме навистина одлична соработка. Борјан рече не сакам многу да фали, јас баш сакам да го фалам тој што е за фалење.
Така да навистина имаме одлична соработка. Еве во ректорската управа, како што нели Александра праша, јас сум таму, ме третираат како еднаков член со сите декани кои што се. Откако сум натре, можеби најмногу од сите зборувам и секогаш ми го почитуваат и мислењето и ме слушуваат, а на почетокот им беше чудно на сите, значи на декани, на професори, на сите, значи да речам, тие кои што се од универзитетот, им беше чудно што почнуваат студентите да бидат активни, беа и малце и тие скептици, не само студентите, него и општо и професорите. Меѓутоа и нив му докажавме дека буквално работиме исклучиво, повторно ќе напомена, можеби доста дивсова, меѓутоа буквално само за доброто на студентите без никаква корист лична кон нас. Сега конфликти точно имало, тука еве гледам дека има и дел од членовите од универзитетското собрание кои што знаат дека сум била јас лично во некои конфликти со небитно дали со професори или други личности од универзитетот, меѓутоа сето тоа за доброто на студентите и сето тоа се одбиваше со разговор, немаше кавги или слично, меѓутоа некаде ако запневме ќе се разговараше малце по така, како да речам, не знам, да не испадне лошо кажано, ама малце потензично ќе се разговараше, ама ќе се среде сите работи, ама реално се очекува. Но во тело сме, студенти сме, можеби и јас се стави во функција на некој професор или декан, да дојде сега студент наеднаш и да почне нешто да бара, да прави, можеби јас да бев во нивна кожа, малце ќе гледав со поинакви очи. Меѓутоа сега кога конечно да достигнавме до вербата кај нив, работиме супер. Студентите нели напоменав дека се уште треба да работиме на стекнување на довербата, меѓутоа со сигурност можам да кажам дека во ректоратот, кај декани, професори слично, имаме навистина стекнато доверба и тоа и сега се докажа последно кога беше со онлайн полагањата, кога студентите се изјаснеа дека се против, сите професори и декани одлучија дека ќе бидат против. Таму каде што се изјави желба од студентите дека може би сакаат да биде онлайн полагањето, значи да се оствари онлайн, така дека ќе размислат и дека може би и ќе биде. Значи, повторно, се прават сега во корист на студентите. Отлично, супер. Само да ви кажам дека пак сме при крај со ова. Јас не знам, денеска баш се намачивме јас и Анелија да имаме непречена дискусија без прекинување, ама веројатно пошто 5 минути. Добро. Како и да е, ќе го повториме истиот процес. Јас не би ја прекинувала дискусијата, се додека вака е интересна. Јас мислам дека е интересна, Боријан и Дона. Да, многу интересно, ама јас би сакала да постават што повеќе прашања или да споделат нешто и тие што ние сме ептен инклузивна организација. Баш младите имаат кај нас по предност. Еве, ги мотивирам. Можете слободно да ме прекините. Јас кога зборувам, Дона кога зборува, Боријан кога зборува. Во моментот кога сте инспирирани, прекинете не, за да можеме да дојдеме до вашите потреби или вашите, не мора прашања, туку може и само интервенции да бидат, небитно. И сега јас овде имам запишано прашање, што мислевме ние нашиот тим дека е многу важно да ме прашаме. Ако тргнеме март 2020, април 2020, и по една година се случува март 2021, април 2027. Што не научија овие 2 месеци? Например, во Младински сојуз ја имавме оваа дискусија и ние можеме да кажеме дека не научија дека мора да бидеме адаптибилни. Брз е светот, динамичен, затоа вечерва ова го работиме. После мора да размислуваме креативно. Има супер израз на англиски creative thinking, значи во однос или design thinking во однос на моментални решенија и да бидеме баш фокусирани кон потребите на целната група. Ама ова се наши искуства. И најважно што извлечевме како полука, дека мора да бидеме меѓусебно во тимот солидарни, за да понатаму функционира. И сега јас би сакала вас двајцата да ве прашам, што мислите дека март и април, не како личности, како председатели, нели ве прашувам, ве научи, што студентските собранија ги научи оваа криза?
Пуштиот радослед, Боријан, ти си наред. Значи, две работи. Адаптабилност, како што кажа, да се приспособиме на моменталната ситуација. Пред 3 недели, пред месец дена не знаевме дека постои коронавирус, за одеднаш да го смени целиот начин на живење, па така и да го смени нашиот начин на работа. Ние имавме две опции, или да чекаме да помине, или да најдеме начин како ќе функционираме и покрај лошите услови. И втор начин, втора работа, солидарност, студентска солидарност меѓу сите, бидејќи во оваа ситуација мора да си помагаме едни на други, да соработуваме заедно, па и да жртвуваме малце од нашиот комодитет за на други да им овозможиме. Така што тие два аспекти најмногу се покажаа како клучни у вакви кризни времења, бидејќи оваа криза не само што секојдневието сега ни го поставува, туку ќе ни ја дефинира еднината, како ќе се справиме со кризата, како ќе излеземе како заедница, како студенти, како група на луѓе кои имаат исти интереси, исти цели, без разлика на сите подоби кои се наметнати. Ние како студенти ги имаме истите потреби, истите проблеми, истите соништа. Така што дефинитивно тие дека мора да се адаптираме на ситуацијата, а не да чекаме и да бидеме пасивни, да речеме тоа е што е, јеби ga, ни пројде мандатот. Ама така е, не сме тоа да го дозволиме, туку мора на проблемите тргнеме со гради напред и мора да соработуваме, да бидеме солидарни едни со други, да си помогнеме во лошото, за подоцна заедно да го уживаме и убавото. Убавото, супер. Женската перспектива секогаш била важна. Ајде, Дона. Секогаш. Само Дона ќе те прекинам затоа што имаме уште 30 секунди, така што ќе пратам нов линк. Линкче повторно, браво. Во група и на мејл. Така што можеме лека да се на евентот ако може и на евентот. Да, на евентот. Ајде, кажи. Ајде. Сама, зато велам што не научи март 2020 и април 2020. Да. За 2000, може би повеќе не научи февруари и март, затоа што не се активни. Меѓутоа, тоа што не научи март и април е дека има волја кај студентите, најбитно. Значи, и како универзитетско собрание и општо студентите дека имаат голема волја. Да гледаме од страната на универзитетското собрание, иако бевме во карантин и можевме буквално ништо да не правиме, затоа што по програмата ние имаме да направиме такви активности, затоа си имаме една финансиска рамка, тоа ќе си го правиме не е овозможено, ќе си седиме, не. Значи, веднаш започнавме, како што да не се повторувам, набројав неколку работи кои што ги правиме во ова време, значи има волја и се работи, а од друга страна, кај студентите, волјата се покажа со тоа што сите се адаптира на овие онлайн предавања. Се адаптира, браво. Да, се адаптира, значи на овој процес, бидејќи можеше да испадне дека иако имам јас дома уред, не сакам да го користам, не ми се допаѓа, не ми е гајле за факултетот, јас одам така да завршам, одам само на полагања, ама гледам дека навистина има волја и многу успешно се одвиваат овие онлайн предавања, значи со исклучок на оние студенти кои што нели работиме со Боријан да им помогнеме да ги добијат уредите. Ама доколку нема волја, тогаш за кој би се бореле ние? Зошто ние да бараме уреди, доколку едноставно сметат ова за небитно и немаат волја. Меѓутоа видовме дека навистина се има волја, навистина се има желба и мислам дека тоа не научи едноставно ова март и април во однос на факултетскиот живот, на универзитетскиот, дека студентите едноставно се свесни за своите постапки и дека едноставно не се запишани на факултет колку да го завршат и колку нешто да правам во животот, па се запишав на факултет, туку дека едноставно навистина студираат затоа што сакаат да студираат. Така, најобично кажано.
Пак ги става студентите во фокусот, ми се допаѓа твојот пристап, наистина интересно цело време. Боријан е тука? Представник, реално. Добро, ама, например, јас сум на некој начин младински работник и многу често, не многу често, кај нас цело време младите се во фокусот и во приоритетите, ама како да речам, не секогаш, некогаш ќе мора да го фатиш и контекстот целиот, општествениот контекст во кој што живееме, затоа што турбуленции прави контекст. Иако нас не се младите минатиот месец едва и се пробавме да ги ставиме младите во приоритет. Ама, добро, тука сме си функционираме, еве ги младите во приоритет. Јас пак ќе прашам, да не има некој нешто да додаде од луѓето што се околу нас. Димитар Врглевски, јас сум сигурна дека нешто имаш, нешто да додадиш, да надополниш, да ни кажеш, ајде. Да не е тука, Анелија, Димитар? Добро, се ме слушате. Не, јас пробав и рака да кренем и да уклучам микрофон, ама не сум баш најдобар пријател со технологијава. Имам јас едно прашање, да. Пошто студентски активизам цело време се зборува и тука се нели представниците на универзитетските собрания. Ама моја мисля дека активизмот колку и да го промовира универзитетското собрание, сепак она битна алка е факултетското собрание. А вие како универзитетски представници сигурно мора да бидете во секојдневен контакт со нив, треба да знаете што се прави. Кои се проблемите на факултетските студентски собранија и што е најкритично кај нив, што треба таму да се работи за студентскиот активизам да се подобри? На тоа, ако смеам да кажам, микро ниво, ако е макро или универзитетското. Супер. Кој сака од вас, дечки, нема проблем. Одлично ја воочи поентата. Всушност, факултетските студентски собранија се оние grassroot собранија кои работат директно со студентите, кои се најповрзани со студентите и кои всушност ќе ги реализираат поголемиот дел од проектите. Универзитетското студентско собрание во поголемиот дел од проектите ги фасилитира, ги помага факултетските студентски собранија во реализација на нивните проекти. Така што, да, одлична поента, факултетските студентски собранија се тие кои се носители уствари на студентскиот активизам генерално. Прв проблем со кој се соочуваат е неискуство, односно, како што кажав, ова е прва година, така што прво во работење со буџетот, во административното работење, трошење на финансиските средства, бидејќи сега многу е покомплицирано располагањето со финансиите, што и до некаде е добро, бидејќи така имаме еден заштитен механизам да не може да има малверзации. Значи, првата е неискуството. Тоа ќе се стекне со тек на време. Мислам дека факултетските студентски собранија или голем дел од нив и уживаат доверба кај студентите, бидејќи тоа се представници на групи, представници на години, на генерации, така што делумно и се знаат и на лична база се гледаат секој ден со своите представници, се гледаа пред да почне кризата. Се слушаат? Да, се слушаат. Се соочуваат, мислам дека за почеток со недостаток на одредени знаења. Пример да речеме факултетско студентско собрание на некој технички факултет, фантастично се занимава со наука, фантастично е во таа сфера, меѓутоа потешко му одат административните работи. Па тука е и универзитетското студентско собрание да помогне во однос на тие активности. Или правнициве па се подосадни, им треба некој од уметничките факултети малце да ги размрда работите. И мислам дека факултетите се многу квалитетни во одредена област. И тоа е колку е позитивно, факултетските студентски собрания, тоа има и негативни страни. Кога вие ќе ги споите студентите интерсекцијски, тогаш мислам дека целосно ќе го искористите нивниот потенцијал. И тоа е улогата на УСС, ствари да им помага на ФСС да се поврзат, заедно да работат, заедно да реализираат проекти, спојувајќи го знаењето да го реализираат целосно својот потенцијал. Така што факултетските студентски собранија, да речеме, се фокусирани во поедини области, кога ќе ги споите заедно, ќе експлодираат, мислам дека.
Друга работа, што одредени факултетски и студентски собрања кои се од помали факултети не располагаат со доволен број на луѓе за реализирање на сите активности. Па и повторно тука е поврзувањето меѓу факултетите кај што може заедно да се сработат проектите. И трета работа, мислам дека проблем да некои факултети ми избега мислата сега. Ајде се надоврзам на Дона. Имав и трета работа, ама ми избега мислата. Ако слободно, не треба да биде уштиркано. Не се такви условите за да биде уштиркано. Ајде, Дона. Боријан многу опширно веќе го одговори прашањето. Ама, еве, да кажеме ви кај нас на нашиот универзитет. Знам кај нас дека имаме проблем најмногу со финансиите. Знам дека има факултетските собранија некои планови за кои нема доволно финанси да ги остварат. Сега, значи јас и претходно нели кажав дека универзитетското повеќе работи на некои активности кои што може да допре до секој студент, значи независно од кој факултет е, затоа ги напоменава некако кино, како театар, како спортски надпревари, не знам, книжари и така натаму. Додека факултетските пак си се посветуваат на некои работи кои што нив им одговараат. Например, на правниот соработуваат со адвокати, со обвинители, да им држат курсеви така натаму. Потоа од економски со банки, потоа не знам од ветеринарен со ветеринари и така натаму, меѓутоа тие тоа си го прават засебно. Сега како проблем најмногу, значи повторно ќе ги потенцирам финансите кои што им се неопходни за да си ги остварат проектите, затоа што бевме ние на самиот почеток. Јас нормално дека сум во непосреден контакт со сите факултетски собранија, знам дека има програми и за жал пропаднаја заради короната, затоа што сите активности беа за да бидат физички остварени. Значи никој не го очекуваше ова и особено затоа што значи факултетските ни се како технички фик евентуално тој може. Тука фик може нешто да направи или електронски. Меѓутоа останатите факултети во голем број не можат да направат некој проект сега, значи во вакви услови. Така да не бегам многу темата и ја се разлабочив малце, како проблем, затоа што праша Димитар, мислам дека се најмногу финансите, затоа што генерално во факултетските собранија си се студенти кои што сакаат да се учествуваат, си се креативни, си имаат своја визија, си работат заеднички, само да се реши овој проблем со короната, па потоа ќе си работат како што треба. Извинете, смеам само малце. Добро, затоа што имам уште две прашања. Ако супер, ама нека се надоврзи. Нема проблем, Димитар, кој Не, ова што го одговоривте е супер. Меѓувреме уште едно нешто ми падна на памет. Кои проблеми се ги имаат факултетските студентски собранија при нивното учество во органите на одлучување во факултетите? Бидејќи ако тој активизам сакаме да биде делотворен, или треба да се преточи во нешто, да предпоставиме акт на наставно научен совет на факултетските собрања. Дали се соочуваат со предрасуди тука? Дали ги прифаќаат или пак се борат за воопшто да стапат во контакт или да бидат дел од тие тела? Се извинувам. Нема зошто да се извинуваш, Димитар, тамам си е се. Ајде, Боријан? Или Дона? Кој сака таму? Едно. Дона, ако сакаш оди ти прво, можам ја. Добро, ќе бидам многу кратка. Значи, за сега немаме, јас не знам дека има некаков проблем во однос на односот на професорите или на наставно-научниот совет кон членовите од факултетските собранија. Баш пред вчера или завчера ги прашував од секој факултет дали одат, дали имат проблем, дали се во ред, се одговорија дека одлично се прифатени. Знам и претходно напоменав, знам дека професорите има предрасуди кон нас на почетокот, меѓутоа навистина за сега гледам дека е се во ред. Доколку има нешто, тука гледам дека има и студенти од кај нас од универзитет, доколку знаат нешто, нека ме поправат, меѓутоа јас знам дека кај нас за сега е добро.
Добро, Боријан? Зависи од факултет до факултет, ама тука и треба да ја разбереме психологија. Се работи за авторитет на професорите кој никогаш претходно не бил запрашан, никогаш претходно не бил подриен. Сега ви имате ситуација каде што студенти доаѓаат на ННС и се еднакви на професорите. Кај најголем дел од академската заедница, од наставните кадри, тоа е прифатено многу позитивно и се горди на некој начин на своите студенти што знаат да аргументираат, да искажат став, што имаат став и знаат да размислуваат критички. Нормално, кај одреден дел на професори, тој пресек на авторитетот кој не е контестет, не се разбираме, до сега не бил нападнат и се осеќа една дефанзивна позиција кај што некои професори враќаат и се ставаат лош однос со студентските собрани. И тоа се е нормално, мора да се очекува дека на почеток ќе има и такви односи. Така што, да, на ННС учествуваат студентите со 10% од гласовите, тоа е значаен, имаат значаен удел. И останува да ги охрабриме факултетите, да им дадат збор на студентите, да им дадат можност да ги аргументираат своите ставови, да им дадат можност да ги представат останатите студенти, бидејќи на крај универзитетите, факултетите постојат за студентите. И мора да се слушне гласот на студентите во научно-наставните совети, во деканските управи, на сенатот на универзитетот, во ректорските управи. Сега следно прашање има Андреј Мрчевски. Повели Андреј? Здраво. Здраво. Имам две прашања. Чудам со едното е општо прашање во врска со работата на Универзитетското студентско собрание. Дали се превзема и ако да, какви мерки се превзема за се поттикна факултетските студентски собранија да си работа работата во целост и да ги известуваат студентите за нивните можности во смисла на можностите и правата во кои треба да ги имаат студентите. Бидејќи ова прашање не го поставам како да напаѓам, финтата ми е да прашам дали се превзема нешто, бидејќи често се слуша дека некои поплаки од студентските собранија се отфрлани, поплаки од студентите кон студентските собранија и дека не се превзема ништо, не се работи на некои конкретни акции. Добро. Така. Дона? Добро, Боријан, извини. Ајде, Дона. Малку реков да сменим. Нема проблем, ајде, ќе видам прва, нема проблем. Значи, дали се поттикнува нешто да се запознаат со правата, беше прашањето, од си го запишкав да не го заборам. Значи, тоа што се поттикнува се активностите кои што ги имавме замислено да ги оствариме. Затоа што бевме избрани многу касно, направивме значи програма со многу активности кои што требаше да се остваруваат буквално секоја недела. Така да немаше шанси студентите да останат незапознаени со правата, активностите и така натаму. Од друга страна, како алатка тука се појавува студентскиот правобранител кој што е тука да ги заштити правата на студентите. Значи тој тука игра неголема улога. Ние тука со Боријан, особено како председатели, горе-долу немаме толкава моќ, меѓутоа студентскиот правобранител е тука да им помогне на студентите доколку имат некаков проблем или им се прекрши некој право. Сега запознаени се кај нас на УКЛО со правобранителот, има и своја страна, значи исто така е добро промовиран и по портали и така натаму. Дали имаше некој друго подпрашање што го заборавив да го кажам? За студентските собранија, бидејќи често заприметувам дека некои се пасивни. Факултетските собранија се пасивни? Да. Така. Значи, вака сега, да не дојде дека ги бранам, меѓутоа знам навистина дека факултетските собранија имаа програми со активности кои што беа и со датуми направени, меѓутоа нема време да ги остварат. Сега имаме 11 факултети, точно не можам да кажам за секој. Значи, знам дека некој навистина има и дека навистина му пропадна и ми е многу криво. Сега, доколку се некои пасивни, можно е, меѓутоа,
ние, значи, кои што работевме овие претходни месеци, имавме многу поинакви сопки. Например, тоа што го напоменав и со статутот. Испадна дека статутите се сите различни. Сега почнуваме со нешто од почеток. Статутот е различен, ајде да го поправиме статутот. Па потоа излегол друг проблем, па друг. И некако ова дали сите факултетски собранија работат, не остана запоставено, туку едноставно ние како универзитетско собрание го оставивме на доверба. Буквално. Сега бидејќи требаше да допрва да ги прават своите активности и им пропадна заради карантинот, не можам ништо да кажам. Значи, доколку завршеше годината и сега да беше јули или август и ти ништо да нема направено, јас ќе ги скритикував и ќе кажев да, навистина, ништо не направија и за срамота се и така натаму. Меѓутоа, еве, со некое оправдување аз да ги оправдаме дека ништо не направи затоа што навистина има многу мал период, а исто така на УКЛО беа проблем финансите кои што претходно ги напоменав и тука многу се кочеше во тој поглед, се бараа спонзори и така натаму. Така да тука се заклучува таа неактивност на студентските собрања. Добро, Борја. Студентските собрања се поставени на тој начин каде што легитимитетот на факултетските студентски собрања произлегува од студентите на конкретниот факултет. Така што и формално универзитетското студентско собрање не може никако да влијае на начинот на работење на факултетските студентски собрања. Значи, може да има собрање и јас тотално да не се согласувам со начинот на работа на кој што тоа функционира, меѓутоа јас не мога да давам него легитимитет. Него легитимитетот му произлегува од студентите кои го бираат на непосредни избори и преостанува студентите на следните избори доколку не се задоволни од своите представници да се кандидираат, да гласаат, да ги сменат. Сега тоа е класично бегање, ја немам што да правам, они си работат, ја не им кажам на нив ништо, меѓутоа ги охрабрувам студентите доколку факултетското студентско собрање не им излегува во пресада, доколку не се задоволни од неговата работа, да го контактираат универзитетското студентско собрање. Досега нема стигнато поплака, меѓутоа ако стигне, ќе биде се што можеме со најдобра волја, со пријателска комуникација да се обидеме да ги разрешиме проблемите. Така што ако има било кој студент на УКИМ проблем со факултетското студентско собрање, нека го контактира универзитетското студентско собрање. Ќе се разговара, ќе се обиде да се реши проблемот, може тоа е грешка од неискуство, може е намерна грешка, не можеме да знаеме. Меѓутоа, све повеќе од не можеме ништо повеќе од комуникација со универзитетското студентско собрање да превземеме ние како УСС. Бидејќи не му даваме ние власта на факултетското студентско собрање. Таа му произлегува од студентите. Така што тоа е од една страна и добро е, зашто не можеме да имаме случај кај што ќе има некој претседател што ќе диктира како ќе се работи на факултетите, што е тотално погрешно поред мене. Од друга страна може да се случи некој факултетско студентско собрање да е тотално пасивно и ништо да не можеме да направиме за тоа. Така што студентите кои не се задоволни од своето собрање, нека не контактираат, ќе се обидаме да им излеземе во преса. Повеќе од тоа не може. И пријателско укажување на факултетското студентско собрање. Дали може само нешто многу кратко да се надобрзам, пошто Борја баш поттикна да ми текне. Значи, се случува и таква ситуација каде студентите не се задоволни од нешто на некој факултет, значи сега како пример давам, не се задоволни од нешто, например, некои имаат проблем со некој професор. И сега не ја знаат постапката, затоа што има постапка која што стриктно стои во статутот, меѓутоа многу е разбирливо да не ја знаат студентите. Еве, ние од правен, по некоја логика може би ќе знаеме, ама другите факултети не знаат како да се обратат каде и како. Затоа и јас, како што рече Боријан, ги поттикнувам да не побарат нас. Ние имаме и Facebook, Instagram страна, за да бидеме нели на социјалните мрежи поблиску до студентите. Слободно нека ни се обратат и нека ни речат дека имаат проблем, не знам кој е начинот да го не знам, каде треба да се пушти едноставно. Значи доколку не знам, слободно нека ни сконтактираат за да им кажеме, затоа што навистина може некој да има проблем, да не знае како бидејќи треба писмена изјава да испратат до правобранителот во случајот, доколку не знаат како оди тоа, ние да можеме да им кажеме кои се постапките за тоа.
Иако, пак морам да кажам дека многу пати сме спомнале, меѓутоа некој можеби не слушнал, заборавил и слично, нека не побарат за можеме да му помогнеме. Супер. Следното прашање е од Наталија, го постави на чат. Да. Прашањето е до Боријан во однос на тоа како ги финансираат проектите ФСС при УКИМ. Супер прашање, бидејќи ова на голем дел студенти и на самите факултетски студентски собранија им е нејасно. 4 начини уствари на финансирање има. Прво, факултетските студентски собранија можат да добијат пари од факултетот за финансирање на нивните активности. Ова е најчесто за помалите проекти, бидејќи факултетите не располагаат со таков буџет да финансираат поголеми проекти, меѓутоа ФСС поднесуваат годишен план за работа и финансиски план кој подоцна треба да помине на научен наставен совет. Така што тоа е првиот извор. Вториот извор е преку годишниот буџет на универзитетското студентско собрание. Годишниот буџет на универзитетското студентско собрание се добива од уплатите за икса, односно дел од уплатите за икса. Тоа е втората стапка, каде што ние во УСС во годишниот план за работа предвидува проекти кои се реализираат на еден или на 2-3 факултети заедно. Да речеме, научна конференција ќе се организира на правени економски заедно ќе организираат научна конференција која е финансирана од буџетот на универзитетското студентско собрание. Значи тоа е вториот елемент, односно финансирање од буџетот на УСС. Третиот елемент е аплицирање на проекти од конкурсот за културни, спортски, информатички, информативни и други активности на студентите, кој е конкурс при Универзитетот Кирил и Методи, каде што било која студентска невладина организација, факултетско студентско собрание или факултет може да аплицира и да добие финансии за некој проект. Тие средства ги доделува универзитетот, во тие комисии учествуваме и ние како универзитетско студентско собрание. Значи тоа е третиот начин, преку аплицирање за проектите. И четвртиот начин, факултетските студентски собранија може да побараат донации од субјекти кои се заинтересирани да поддржат нивни активности. Така што на тие 4 начини факултетските студентски собранија можат да ги финансираат своите проекти. Супер. Ама убаво ми го објасни, браво. И мен не ми беше јасно ова. Јас верувам дека Дуна сигурно има нешто да додаде можеби овде, иако беше директно прашањето кон Боријана, ама не, немам што додадам, затоа што принципот е буквално ист. Буквално. Добро. Супер. Имаме нешто друго, Анелија, како прашања? Само да се надорзам. Ајде. Доколку има представници на факултетски студентски собранија или студентски организации кои следат дискусијава, конкурсот за средствата од ИКСА на Универзитетот Кирил и Методи е до 15 април. Тоа е објавено на сите официјални гласила на универзитетот, меѓутоа може и тука да се соопшти. До 15 април имате можност да аплицирате за средства за активности во рамки на универзитетот. Малку точно да се уморим. Ајде. Затоа што не работи микрофонот. Дали и колку студентското собрание има можност директно да биде вклучено во обликувањето, менувањето на програмата на факултетот? Доколку не е јасно, го имате на чатот прашање. Го гледам. Значи, формално правено, факултетското студентско собрание учествува во комисиите кои креираат програмата за работа на факултетот. Така што тоа е формалниот механизам преку кој ФСС директно имаат представник кој учествува во обликување на програмата. Програмата се обликува, не се обликува секоја година, туку на одреден период се врши реакредитација на наставната програма. А покрај тоа, нели, студентите може да се организираат и не само како факултетско студентско собрание. И ако не сте член, соберете подпис и кажете ние сметаме дека програмава не е адекватна ради тоа и тоа. Ако извршите притисок, па уште ако ви се приклучи факултетското студентско собрание, верувам дека може, не мора само да се чека на формалните механизми, туку и преку директна комуникација со деканатот, со наставните кадри може да се влие на програмата. Значи имате формален механизам преку кој студентите ФСС имаат представник во
комисијата која работи, која за реакредитација на наставната програма и имате нели неформални механизми директно да влијаете на професорите на научно-наставниот сад. Супер. Убаво, имаме уште некои прашања, Аналка? Нема, сега за сега нема. Океј, ама да знаете дека додека... Ама малце Андреј Марчевски има прашање. Повели Андреј? Ајде. Не го поставив претходно, моето второ прашање кратко е, се однесува на конкретна ситуација со вирусов. Цело време се слуша меѓу студентиве на повеќе факултети, конкретно за УКИМ, пошто на УКИМ сум, се зборува за некој онлайн полагање. Дали ова одлука е автономна за секој професор за неговиот предмет или е конкретна за факултетите? Сега Борјан има пола сат да збора. А ние имаме уште колку, Анелка, време? Уште 15 минути. Ама добро, јас искрено да ви кажам, не сакав да се дуплираме со на Младински образовен форум дебатата, ама чим ова е прашање директно од учесник, апсолутно земете си време колку ви треба за ова работа. Да. Прво, како е формално уредено на УКИМ? УКИМ со правилникот уредува дека онлайн полагања преку колоквиуми и испити ќе се вршат доколку се исполнети технички услови, односно доколку може да се идентификува студентот и да се врши контрола над неговата работа, а за тоа, дали се исполнети техничките услови, одлука донесува секој факултет поединечно. Значи се спушта од универзитетот ја дава таа можност, ја спушта на секој факултет поединечно. Секој факултет си носи одлука, односно треба да донесе одлука, секој факултет треба да донесе одлука дали има услови за онлайн тестирање, за онлайн проверка на знаењето. Добро. Сега, најчесто факултетите преминуваат кон решението да донесат одлука или дека нема, или дека има услови за онлайн полагање, или во зависност од тоа некои предмети може да се полагаат онлайн, зашто таков е начинот на испитување, некои предмети не може. До сега исклучок е правен факултет, ајде директно што донесе катастрофална одлука, кај што секој професор индивидуално ќе се одлучува дали се исполнети технички услови за споредување на испит. Значи да се разбереме, не е навлегување во автономијата постоењето на технички услови за споредување на испитот. Автономија на професорот е да утврди како ќе го спроведе испитот, дали ќе биде усен, дали ќе биде писмен, дали ќе биде со отворена книга. Не е автономија на професорот да одлучи дали ќе има или ќе нема испит. Тоа мора да го одлучи факултетот. Не може за едни студенти да имаме испит, за други не. Меѓутоа до сега таа е една катастрофална направен факултет, по некоја случајност јас сум таму. Мислам дека истата ситуација на Финки. На Финки во зависност од предметот. Некои предмети ќе може, некои ќе не. Ама во зависност од програмата. Направен секој професор индивидуално си одлучи. Кој е мојот став? Мојот став личен е апсолутно против онлайн полагање, бидејќи сметам дека не може да се гарантира квалитетот, не може да се врши контрола над условите во кои се полага, не може да знаеме дали се прават манипулации со испитот. Значи, имаме директна деградација на знаењето на студентите кои вложиле труд, кои вложиле напор, кои вложиле време да совладат материјата и изедначување со студентите кои решиле дека ќе препишат. А нема механизам кој ќе го спречи препишувањето според мен. Вториот елемент зашто сум против е бидејќи се прави класна разлика одма на студенти кои имаат услови да полагаат испити, имаат оптички интернет, имаат уреди кај што може да ја следат да го полагаат испитот, и студенти кои немаат уред, немаат оптички интернет, нема да може да го полагаат испитот. Значи, две многу главни работи кои аргументи, да. И ја не знам зашто толку се брза на факултетите да се најде решение за оваа проблематика. Сесијата у јуни можеше да се почека, да се работи на решенија, да не се избрзува. Факултетите некако со надеж сакаме да решиме се и лепа пластер на нешто што треба по-смирено, постоложено, да се размисли и да се најде решение. Бидејќи ова, јас би те прекинала, Борјан, извини што те прекинувам.
Јас би рекла дека решението, ако е ова најголемиот проблем, јас не мислам дека е ова најголем проблем. Зошто? Затоа што сега во моментов кај студентите се развива страх. Дел од нив се тотално без буџет, значи се развива глад. Дел од нив се тотално без здравствено осигурување, значи се развива неизвестност. По мене тие се клучните проблеми, ама ова е моје лично мислење. Ама ако ова е топ приоритет на сите студенти, а не можеме така, таков е принципот, тогаш студентите нека дадат решенија како да бидат овие испитувања, не знам, ме разбирате, од вас дека произлезат испитувања, начинот на... Направен факултет имаше анкета, бидејќи го начнавме, од 750 студенти кои се произнесоа на анкетата, 500 студенти беа против онлайн полагање, 250 беа за. Ама дадоја како да се полага? Некои решенија? Нема механизам како ќе се полага, усно ќе се полага. Па јас спомна дискусијата на МОВ, 4 пати мене ми падна конекцијата таму. Како ќе докаже професорот дека ми паднала конекцијата или дека ја не сум го знаел прашањето па сум го угасил сам. Да го прочитам па да се уклучам. Така што ја не верувам дека има моментов механизам кој би се применил на УКИМ. Да, на Харвард може да полагаат со научни трудови. Ама тоа е Харвард. На УКИМ ако се полага со научни трудови, пола ќе купат од семинарски од Facebook. И дали тоа ќе биде? Па да бидеме реални сега, не тоа. Ама тоа е што е, сега секој факултет има автономија сам да одлучи, меѓутоа сметам дека факултетот не треба да се оградува од одлуката дали ќе има или ќе нема сесија. Се согласувам инаку со тебе дека има многу други проблеми. И се наоѓаме во многу деликатна ситуација, мора да размислуваме паралелно, не сме да имаме приоритет, бидејќи ако имаме еден приоритет, ќе ги забоштиме сите други работи. Знаеш, Мислам дека имаме капацитет да работиме на повеќе различни сфери и да бараме решенија за повеќе различни работи. Студентите го имаат тој капацитет, треба да го искористат. Така што наскоро очекувам ние во однос на финансиската ситуација, барем за студентите кои земаат стипендија, ќе побараме порано исплаќање на стипендии. Браво, особено супер. На социјалната стипендија. Особено на социјалната стипендија. И се надеваме дека ќе наидеме на разбирање кај Министерството за образование. А и се работи на други решенија, меѓутоа тоа не можам сега да импровизирам, прво зашто не сметам дека председателот треба да биде тој што ќе каже све како ќе биде. Таму има луѓе што се поквалитетни од мене. Затоа и се председатели на соодветните комисии, бидејќи знаат поише од мене за таа работа. Така што тие ќе дојдат до решение и заедно ќе притиснеме за исто. Океј, вака сега. Имаме уште 3 минутки од оваа сесија. Јас би привршила, ама не би сакала да го катнам. Инаку е 10 до 11, ама топо ми беа. Овие 2 часа ми беа супер ефективни. Дали имаме уште прашања, дечки? Тие што сме тука? Што не заспаја тие? Успат. Имаме ли уште прашања? Се нема се уште никој пријавено. Супер. Јас би ги завршила последниве 2 минути многу кратко, ве молам двајцата. А би почнала од Дона, затоа што малку имаше прилика. Дона, како е твоето секојдневие сега? Ова сега лично за мене треба да се кажам. Да. Па добро, многу различно со оглед на тоа што јас сум една отворена особа која што цело време е надвор излезен и нешто прави, трча, решава и така натаму. Многу е за мене чудна оваа ситуација и се осеќавам избезумено. Секој ден му викам на мајка ми дека ми се врти, ме боли главата, што не сум навикна да седам дома. И генерално гледам значи се информирам константно што се случува кај нас. Ги следиме предавањата, онлайн предавањата ги следам, учам и другото време гледам да побегнам од реалноста и да гледам некој филм, серија или да прочитам некоја книга која што со забавна, значи кој има забавна, не ми иди зборот, веќе изгубив концентрација, ќе биде забавно, за да можам да побегнам од реалноста малку и да се опуштам, така да е лично за мене. Мислам дека го поминувам времето и како сите останат млади. Супер, фала ти многу за споделување. Борјан, твоето секојдневие како е? Моето Ама кратко. Кратко. Јас на брзина да кажам. Кратко. Какво е секојдневието?
прво некои активности со универзитетско студентско собрание што ги имаме да ги завршам и после планирам да почнам да читам книга и да учам. Не сум почнал ни тоа, гледам серија и седам на мобилен. Ај од утре може ќе почнам да ги правам активностите што планирам да ги правам и сметам дека се користи за мене, наместо да гледам серија и да отвајам време на социјални медии. Супер. Анелија, Сакам да ве замолам сите да ги уклучите камерите да направиме една слика, пошто имаме less than 1 minute. Ајде, ви благодарам многу на сите што бевте тука, Дона и Боријан, супер сте, пак ќе правиме ваква дискусија и рачунајте на нас. Кога нешто да ви треба, барајте не. Ето така. И сигурно дека ќе соработуваме нешто повеќе. Нас не беше многу забавно и може да си го повториме. Ама повеќе прашања да има. Ајде, Елка, сликај не. Сликано. Фала ви од мене на сите и се слушаме, се гледаме. Ајде уште една слика, чекај, имам време. Ајде уште една. Супер, сега ќе се изгаси сигурно веќе. Океј, чао. Ама многу уште еднаш пријатна